СДСМ и натаму се профилира како партија на плачковци, на кој што се живо им смета. Тој што пренаменува пари од граѓаните за партијата е токму Зоран Заев, кој што деновиве фатен ин флагранте како средства од општинскиот буџет префала на сметки на своите најблиски роднини и практично она што го нудат денеска на политичката цена СДСМ е да падне фамилијата на Груевски, да дојде фамилијата на Заев. Апсолутно не се точни нивните обвинувања, затоа што општината Карпуш во ништо ја нема променето политиката, она што ја водевме до февруари месец 2013 година, што ја водевме заедно со Социјалдемократскиот сојуз. Значи, натаму се извршуваат сите планови и програми онака како што треба. Не е точно дека се вршат партиски вработувања, туку се екипира општината со потребни кадри кои што и се потребни на локалната самоуправа. Оние што зборуваат за партиски вработувања и што ќе јадат живи деца и што ќе бркат луѓе од администрацијата и за партиски вработувања се тие што зборуваат токму од Социјалдемократскиот сојуз и нивниот лидер Зоран Заев. Што се однесува пак до бесплатните ужинки, уште еден доказ дека Социјалдемократскиот сојуз не слуша тоа што другите зборуваат, туку само мислат што тие да кажат, а тоа е дека, точно е, ветивме бесплатни ужинки за учениците и бесплатни екскурзии, но од 2014 година, ако не знаат, сакам да ги подсетам дека се уште сме 2013 година и граѓаните на општина Карпуш многу добро знаат дека нивниот градоначелник се што ветува и исполнува. Оние што за време на избори ветуваат, а не исполнуваат, оние што за време на избори лажат, се токму Социјалдемократскиот сојуз и нивните советници, и мене ми е жал што ја користат токму истата тактика и ја прават истата грешка што ја правеше ВМРО ДПМН до февруари оваа година, постојано напади и критики и видоа дека таквата политика не им донесе резултати и нема плод, односно дека граѓаните стојат зад работа и само работа, а тоа е она што ние го промовираме овде во општина Карпуш.